На денешен ден, 26 април, денеска е светски ден на дрвјата. Денеска е светски ден и на интелектуалната собственост. 1452 година роден е италијанскиот сликар, вајар, архитект, инженер, пронаоѓач и мислител Леонардо да Винчи. Направи релативно мал број слики, од кои најзначајни се Мона Лиза и Богородица во пештера, Света Ана и Тајната вечера. Направи релативно мал број слики, од кои најзначајни се Мона Лиза, Богородица во пештера, Света Ана и Тајната вечера. Ниту едно негово вајарско дело не е сочувано. Тој се интересираше и за природните науки, физика, астрономија и хемија. Го напиша трактатот за сликарството. 1532 година, напредувајќи кон Виена, турската војска под команда на султанот Сулејман II навлезе во Унгарија. 1573 година, родена е француската кралица од италијанско потекло Марија де Медичи, која по смртта на кралот Анри VI во 1610 година управуваше со земјата како регенткиња со синот Луи XIII. 1607 година, капетан Џон Смит во Кейп Хенри, Вирџинија, ги доведе првите колонисти, кои основаа првата постојана британска населба во Америка. 1798 година во Шератон, Сен Морис е роден Ежен Делакроа, француски сликар, главен представник на романтизмот во сликарството. За него славниот уметник Пол Сезан рекол: Делакроа останува најубавата палета на Франција. Сите сликавме според него. Негови најпознати дела се Слобода на барикадите, Колежот на Хиос, Смртта на Сарданепал и други. Умре во Париз на 13 август 1863 година. 1900 година во Хамилтон, Охајо, САД е роден Чарлс Рихтер, еден од пионерите на сеизмологијата и творец на скалата според која се мери јачината на земјотресот. Умре во Пасадена, Калифорнија на 30 септември 1985 година. 1992 година Република Македонија монетарно се осамостои. Новата македонска валута доби име денар. 1992 година владата на Република Македонија донесе одлука за признавање на Република Босна и Херцеговина. 1993 година Република Албанија ја призна независноста на Република Македонија. 1994 година во Јужна Африка почнаа првите избори на кои учествуваа сите граѓани, без оглед на потеклото и расната припадност. 2008 година во пожар во фабрика во Казабланка во Мароко, 55 луѓе загинаа, а 12 беа тешко повредени. Пожарот изби во приземјето на зградата во моментот кога во неа се наоѓаа 60 работници од вкупно 150 вработени во таа фабрика.